Почитувани, бројни се придобивките што нашата држава и нашите граѓани ќе ги имаат од членството во Европската Унија. Со приемот во Европската Унија, на Македонија и се отварат пазар од преку 500 милиони потенцијални потрошувачи, каде што македонските компании под исти услови со компаниите од Унијата ќе можат да ги понудат и пласираат своите производи и услуги. Процесот на приклучување кон Европската Унија значи хармонизација на законодавството со европските норми и стандарди, што создава подобри услови за бизнис и инвестиции, европеизирање на македонскиот бизнис модел. Тоа ги отвара трговските перспективи со потенцијал за раст на бруто домашниот производ, кој според досегашните искуства кај државите од Европската Унија во првите 5 години по членството растел со стапки од 80 до 90%. Истовремено се отвари пристап до европските фондови, каде на располагање се најмалку 10 милиарди евра за земјоделството, енергетиката, малите и средните предпријатија, инфраструктурата, образованието. Членството во Европската Унија значи шанса за голем скок на платите и раст на животниот стандард на граѓаните, имајќи го предвид фактот што во првите 5 години по зачленувањето во Европската Унија, растот на платите во земјите членки на Унијата изнесувал од над 50% па се до 100%. Ова се само дел од придобивките кои се отвараат со членството во Европската Унија за државата и за граѓаните. Но Христијан Мицковски и ДПМНЕ сакаат тоа да го блокираат. Со противење на уставните измени, а со тоа и запирање на европскиот пат и неотварање на преговарачките поглавја, ДПМНЕ работи против интересите на државата и на граѓаните, од кои над 80% се за членство во Унијата. Блокадите на ДПМНЕ мора да бидат поразени. СДСМ заедно со граѓаните, заедно со проевропскиот блок, ќе стори се за да се реализира стратешката цел – полноправно членство во Европската Унија. Ви благодарам.